Како да сме среќни? Што е тоа што ќе ни го направи животот да биде среќен? Што е среќа? Кои се правилата за среќен живот? Има ли такви правила? И така натаму. Денеска ќе зборувам малку на оваа тема, ќе кажам неколку мои гледишта и мои мислења, ама во суштина можеме да бидеме среќни, можеме да постигнеме многу работи кои што ќе не направат среќни, можеме да сме на патот на постигнувањето што ќе не направи среќни и така натаму. Прво ќе кажам една многу убава реченица и мисла од филозофот Хабард, вели: среќа е надминување на непознати препреки кон позната цел. Што значи тоа? Ако имаме некои препреки, ако имаме некоја цел, и ако дојдеме до таа цел и ги надминеме препреките за да стигнеме до таа цел, тогаш ќе бидеме среќни, затоа што ќе гледаме дека имаме прогрес кон самата цел. Но тоа е дефинитивно, можеме да се согласиме дека е среќа. Имав едно гостување на еден медиум каде што зборував за среќа и со водителот зборевме за среќа, рековме нели е едноставно, премногу едноставно, ама затоа што имавме многу време за зборење, го искомплициравме, за на крај да се сложиме дека во суштина стварно е така. Е надминување на препреки кон некоја цел. Сега, ако човекот нема цел и ако не прави прогрес кон таа цел, тешко е човек да биде среќен. Знаете, во животот е како еден тип на пазл. Кога ќе имате некоја скица, кога ќе имате горедите пазлот наречен живот и кога ќе го почнете да го погодувате како што треба, се чувствуваме поубаво. Ако не пасуваат коцкиве, не се чувствуваме најдобро, поради тоа што не ги погаѓаме точните чекори како да стигнеме до некоја цел. Затоа е многу важно човекот да знае, затоа е многу важно човекот да учи, затоа е многу важно човекот да работи на себе, за да знае кој од сложувалките, кои од тие делови може да препознае дека се соодветни, да ги склопи и да ги спои, кои делови не се спои. Така да, тоа е една работа, многу интересна. Но, кои се две правила за среќен живот? Од истиот филозоф Хабард и вели: првото правило е бидете волни да искусите се. Бидете волни да искусите се. Затоа што гледате, имате човекот кој што не е волен да искуси препреки, например, ако ја поврзиме со претходната реченица што ја кажа, односно претходниот цитат. Имате препреки, човекот се нервира, зашто сега препрека на патот? Како сега? Он мислел дека треба да го постигне таргетот, не го постигнал таргетот. Не знам, девојката требала да му се јави, не му се јавила девојката. Не знам, дечкото излегол со друга девојка, зашто излегол со друга девојка, требал со неа. Видете, тоа се препреки на патот на целта. Сега, ако можете да го искусите тоа како препрека, ќе бидеме посреќни. Не да протестираме на препреката, него треба да бидеме волни да искусиме. Океј, има препрека на патот до целта. Никој не сака да ги има, ама некој има препреки. Но ако најдеме решение за тие препреки, ако најдеме план како да ги надминеме тие препреки, ќе ни биде полесно да ги искусиме тие препреки на патот кон некоја цел. Кога ќе се спремиме за тие препреки, кога ќе имаме план како да ги надминеме тие препреки, тогаш видите, насочени сме на решението и ни е полесно да ги искусиме. Но, како викаат, домашен есап и есап на пазар не е ист. Ќе трнеш во животот, ќе трнеш во бизнисот, мислиш дека ќе се реализираат тие 2 продажби, 3 продажби, супер, ти си ги планираш и не знам, месец, неколку дена пред крајот на месецот некој ти откажува продажбата, си викаш, ке сега не сме среќни. Зашто? Затоа што не ни спаднало според планот. Но човекот мора да го искуси тој момент. Знаете, мора да го искуси тој момент. Но што тоа значи? Дал треба да се обесхрабри, дал треба да се разочара? Не. Треба само да го направи вториот план. Затоа што, гледате, човекот може многу лесно да падне жртва на небивањето како што он сака во играта на животот. Небивањето како што он сака во играта на животот. Не се погодило како он сака, не се погодило толку брзо како што он сака, нервозен е. Океј, но подреди ги коцките пак. Почне да наоѓаш друг план. Почне да ги подредуваш нештата повторно, поради тоа што на тој начин не паѓаш ефект на животот. Гледате, фактички многу е тешко човекот да падне ефект на животот ако он цело време креира. Ако човекот е во некоја креативна фаза и креира, кога креира, он е у суштина го напаѓа животот. Проблем е кога не креира. Зашто кога човекот не креира,
тогаш животот го напаѓа него. Кога човекот креира во таа енергија на креација, многу полесно се наоѓаат решенија за препреки и многу интересно, колку си повисоко по креативната енергија, толку побрзо ги наоѓаш решенијата и колку си пофокусиран со поголема намера за да дојдеш и да ја постигнеш среќата, да ја постигнеш целта, толку помалку биваш ефект на препреката која што доаѓа на патот на постигнување на целта. Но не треба човекот да ја толерира препреката. Човекот треба да најде решение за препреката. Најде да се вратам за двете правила на среќен живот. Вика, биде волен да искусиш се. Не му се јавила девојката, он мисли дека треба да му се. Биде волен да го искусиш тоа. Не се нервирај, не се љути, не паѓај у некоја негативност. Не знам. Дечкото требал да одговара да ја поправи оценката, многу му значило, ама не го кренале денеска. Океј, не се нервирај, биде волен да искусиш се. Биде волен да го искусиш тоа. Направи репрограмирање на твојот план, немој да се откажеш. Збори со професорката, со наставникот, со кој да е, и појави се повторно да одговараш. Ако не те прашат пак или добиеш повторно друга оценка, имаш две опции. Да паднеш у негативен ефект во однос на тоа што се случило, или да најдеш решение во однос на тоа што се случило. Секојаш има потешки работи за соочување и полесни работи за соочување. Така? Знам, не е лесно секој човек да соочи се. Но поентата е дека човекот не соочува и почнува да, ајде кажеме, бега од препреките, тогаш почнува да нема собствен универзум. Кога човекот соочува препреки, тоест уште подобро би било да соочите цел. Гледате, не идејата само да соочиме препрека, него идејата е да соочиме целта. Сега е многу размислување што сакам да ви го дадам. Зашто точно е дека ние треба да најдеме план за препреките. Но, многу често човекот не наоѓа план за препреките, затоа што веќе не ја соочува неговата цел. Што сакам да кажам со ова не ја соочува неговата цел? Луѓе, доследни ли сме на нашата цел? Доследни ли сме? Што значи дали сме доследни? Дали се уште веруваме во неа? Имате луѓе кои што не може да се соочат со собствената цел. Ако тој не може да ја соочи со собствената цел, тој не може да најде решение за препреките, затоа што не е ни во играта на животот. Тој е веќе играч кој што е повреден, кој што е со повреда и е некаде на терапија. На некој тип на терапија за мускулот или за што и да е. Сега, целата идеја е дека ако имате некој човек кој што е соочува собствената цел, со други зборови, собствената визија, и постојано ја држи таа визија там, постојано, тоа значи да ја соочи целта, да го соочи животот, начинот на кој што сака да живее, стандардот на кој што сака да живее, околината во која што сака да живее. И се уште има како визија и како цел, за мене тоа е број 1. Затоа што прво нешто кој што на луѓето им паѓа целта. Гледате, многу од луѓето се уште кога ќе постигнат целта мора да стават нова цел. Веднаш мора да ставите нова цел. Поради тоа што кога ќе постигнете целта сте трнале целта од едината, готово, крај. Има уште еден цитат од филозофот Хабард, вели: нема понесреќен човек од оној кој што ги си постигнал сите цели. Нема понесреќен човек од оној кој што си ги има постигнато сите цели. Зошто? Поради тоа што гледате, кога ќе постигнеш целта, ти ја тргаш целта од твоето видно поле. И ако ја тргнеш целта од твоето видно поле и немаш цел, немаш фокус. Ако немаш фокус, немаш енергија. Ако немаш енергија, немаш акција. Ако немаш акција, имаш дефокус. Ако имаш дефокус, имаш губење на енергија. Ако имаш губење на енергија, имаш губење на собствен идентитет. Затоа што кога луѓето го губат собствениот идентитет, кога ќе ја снемат собствената енергија. Едноставно, ако човекот ја снема собствената енергија, не у свој идентитет, ама како он да биде у собствен идентитет? Па мора да има фокус. Ама за да има фокус треба да има што? Треба да има собствена цел. За да имаш собствен идентитет, ти мора да имаш собствена цел. За да имаш фокус, мора да имаш собствена одговорност кон твојата цел. Гледайте сега да ви кажам нешто. Собствена одговорност кон вашата цел е тоа кое што ве става во вашиот идентитет. Иначе ќе забегаш со идентитетот. Што значи да забега човек со идентитетот? Станува раштркан. Енергијата не му е фокусирана, станува друг човек, станува друга верзија од него. Станува разочарана верзија од себе, станува депресивна верзија од себе, станува негативна верзија од себе, станува какви да е верзија од себе. Станува татком, станува мајката, кој да станува. Дедото станал, затоа што влага во туѓа енергија. А зошто влага во туѓа енергија? Затоа што ја постигнал целта или нема стајана цел. Сега, првото правило за среќен живот, бидете волни да искусите се. И второто правило вика,
правете ги само оние работи кои што на другите им е лесно да ги искусат или можат лесно да ги искусат. Сега, ова е малку парафразирање, зашто го немам цитатот пред мене, ама тоа е концептот. Што значи да ги правиме само оние работи кои што другите можат лесно да ги искусат? Ајде да кажем имате ситуација каде што сопругот ви се развикал на вас. Сега ти ќе му се развикаш па на сопругот, гледате. Он ти се развикал на тебе. Ти почнеш да викаш, почнеш да плачеш, што и да правиш, не си волна да искусиш тоа. Океј, биди волна да искусиш тоа. Океј, сваќаш дека он ја драматизира мајка му, или он се кара со мајка му, или го драматизира татко му, па се дере тебе, што и да ја сваќаш дека веројатно има многу помалку врска со тебе, него со неговото минато, зашто он ти се дере тебе, ама затоа што си бил на вакви лајвчиња, сте ме слушали и знаете дека многу често луѓето кога се караат со вас, уствари се караат преку туѓ идентитет, он го драматизира таткото и уствари се кара со неговата мајка или кој да е, појма немам. Ама тој у позадина, зашто луѓето се љути, зашто луѓето се огорчени, не су сопствен идентитет. Мажот негов идентитет се кара со сопругата, ама сопругата не може да го искуси тоа. Со други зборови да биде кул, релаксирана, да го погледне, да свати ситуацијата, да не реагира. Сега затоа што не може да го искуси тоа, она почна да се љути, почна она да вика, почна да се нервира, се она станува мајки. Се мајки неизина се кара со таткото на мажов. Сцена по дома. Хаос. Зошто? Затоа што он не можел да искуси што жената му сгрешила, вие не можете да искусите мажот кој ти вика, не дека треба да ти вика, не треба, ама сакам да кажам, треба да го искусиш тоа, со други зборови да го соочиш тоа. За да имаш под контрола таа ситуација, треба да го соочиш тоа и да не реагираш бурно, да не реагираш негативно, зашто ако реагираш бурно, негативно, со кој да е негативна емоција, ти уствари не си волна да го искусиш тоа нешто. Зашто тоа нешто е пред тебе. Го протестираш тоа нешто. Протестираш, колку поише го протестираш тоа како препрека, таа препрека поише трае, таа препрека поише има, ама ти ако си волна или волен да го искусиш нештото што е пред тебе, имаш поише шанса да го средиш. Но, ајде да кажеме мажот се дере на жената може да го искуси тоа. Кој разбира, кој смирува. И му ја прави питата со тиква или јаболка или што и да е, појма немам, со цреши и го смирува. Вау! Гледе, колку интересен концепт. Така, колку интересен концепт. Колку интересен момент. Колку нешто кое што е интересно. Зошто? При тоа што, гледате, ако имате дадена ситуација, каде што вие му враќате на сопругот нешто што на него му е лесно да го искуси, зашто второто правило што беше? Правете ги само оние работи кои што на другите им е лесно да го искусат. Ти ако направиш тоа, он ќе се смири, он ќе даде подобра енергија. Сега, он ќе ти врати на тој гест, обично, со поубава енергија и од негова страна. Сега, правило број 1, биди волен да искусиш се. Гледате, сега ти е полесно да го искусиш тоа, затоа што ти преку правилото број 2, прави ги само оние работи на кои што другите луѓе им е лесно да го искусат, со правило број 2, ти оставаш другиот човек во добра енергија и он кога е во добра енергија прави работи кои што тебе ти е лесно да ги искусиш. Гледате, правилото број 2, уствари те помага полесно да го реализираш правилото број 1. Зашто ја, ако правам добри лајвови, ви помагам на вас, ја што искусувам од вас. Жарев, фала ти, ми го подобри животот, ми го свени животот, докторе, добар сте. Мене тоа ми е лесно да го искусам. Затоа што, кога човекот прави добри работи, он се заштитува преку добрината. Зошто, луѓе, да ви кажеме на работа? Сите сме заедно во обстанокот, сите заедно коегзистираме. Никој тука не екзистира сам. Кога во моментот ќе почнете да одлучувате сами да екзистирате, а да не коегзистирате, тогаш почнувате да имате проблеми. Затоа што равенката за успехот во животот е да бидеш одговорен за себе и за се околу тебе. Равенката за успехот и за добар живот е да бидеш одговорен за себе и за се околу тебе. Со други зборови, направи на другите луѓе да им биде лесно да искусат тоа што доаѓа од тебе. Тогаш правилото број 1, биди волен да искусиш се, ќе ти биде по-олеснато, поради тоа што таа околина, ако ти даваш добрина, обично ќе ти врати со добрина. Ако луѓе стварно си немаат лични проблеми околу вас, тоа што можеш да им правиш колку и да сакаш добрина, оние ако си имаат лични проблеми и неисправени работи во нивниот ум, може нема да ти вратат со добрина, ама па ти пак треба да го имаш тоа ниво на биди волен да искушиш сте. Тоа е стандард.
Тоа се бара од вас, биди волен да искусиш се. Негативна мисла. Биди волен да искусиш таа негативна мисла. Не бегај од неа, нема да правиш искусија. Еве ви правило за како да ги смениш негативните мисли. Ке дое негативна мисла. Биди волен да искусиш дека имаш. Не, ми помина негативна мисла. Се бори против негативната. Он не е волен да искуси негативната мисла. Таа ќе дое пак. Зашто? Зашто се бориш против негативната мисла. Биди волен да искусиш негативна. Дошла негативна мисла. Окей, човек искусија. Ете мисла. Окей. Да, ете мисла. Добро, окей, си отиде. Ама ти ако почнеш да протестираш, да се буниш, да се плашиш од нея. Зашто ти дое негативна мисла? Како од кај ти дое таа негативна мисла? Ама тоа не си ти, не си ти секако. Знам дека не си ти. Негативната мисла не си ти. Тоа е реактивниот ум. Ама ти ако не си волен да искусиш, таа ќе дое поиши. Стравот, ако не си волен да го искусиш, ќе дое поиши. Зашто не си волен да го искусиш? Луѓе. Знаете, ќе ви дадам еден пример. Има приказна за биволот, бизонот и кравата. Знаете, бизон, бивол, тоа се оние говеда, северноамерички, има и европски бизон, кои се еден тип на говеда, знаете, обраснати околу вратот, по телото имаат многу како грива, како нели како браде, така да речеме. Ама бизон, сте виделе веројатно од национална географија или од опстанок порано бизони. Бизонот, кога ќе дојде олуја, невреме, он ја сече. Пуф. Видете, ја сече олујата. И многу малку бива наврнат. А кравата бега од олујата. Како доаѓа олуја, крава бега. И како бега, олујата поише наврнува кравата, затоа што кравата бега од олујата, се плаши од олујата и цело време е под влијание на олујата. Бизонов говедово со грива, оно оди контра олујата. Гледате во бизонов ја сече олујата, ја соочува олујата и помалку ја искусува. Кој вика дека не е добро да си говедо? Еве пример кога е добро да си говедо, тоест бизон, а да не си крава. Сега, во животот мора си храбар да ги соочиш работите. Биди волен да искусиш. Што значи волен? Гледате, имате луѓе што неволно искусуваат. Тоа е страв. Гледате, за страво да го снемаш, треба да имаш мала лудост, а тоа е волност да го искусиш тоа. Зашто клучниот збор, биди волен да искусиш се, значи дека ти треба да одиш кон олујата. Ти си олујата. Не да одиш кон олујата. Ти си олујата. Имаше таков еден цитат, беше во Mission Impossible или не знам каде беше, лозинка, нешто за олујата, бла бла бла. И Итан Хант вика, јас сум олујата. Гледаш, или дали беше од тој филм, не знам. Сега, како и да е, ти си олујата. Ти си тој кој што соочува, ти си тој кој што креира. Знаете, затоа што ти си поопасен од животот. Затоа што го скриираш, затоа што го ствараш, затоа што го твориш. Но, тоа е во однос на животот и постоењето и луѓето. Ги соочуваш работите. Но, второто правило е, само креирај ги оние работи или создави ги твоите работи, прави ги оние работи кои што на другите луѓе им е лесно ги соочат, што други зборови, ти кога си одговорен за луѓето, со љубов, со позитивна енергија, со помош, го правиш само она кој што на другите им е лесно да го искусаш, ти ќе си среќен. Зашто? Затоа што си им помогнал во нивниот опстанок. Зашто ќе си среќен? Јас сум најсреќен кога ќе ви помогнам на вас. Ја работам со луѓе, ја знаете мојата канцеларија, јас сум веќе во Скопје. Ајде канцеларијата да ви ја покажам, еве ми е канцеларијата, давно не сте виделе. Убаво Скопјенце, со многу убава канцеларија сум. Океј, сега, работам со луѓе еден на еден. Кога ќе им помогнам на луѓето, се чувствувам најсреќен ја. Зашто? Правило број 2 за среќен живот. Сам прави ги само овие работи на кои што луѓето има лесно да ги искусат. Ќе дојдете тука вие со проблеми, ќе ги најдам решенијата. Јас се чувствувам убаво затоа што ви го олеснувам животот и постоењето. Така, го олеснувам вашиот живот и го олеснувам вашето постоење. Јас сум среќен. Но, кога ми изборите работи, затоа што некој што луѓето ми кажа, "Џаре, кога ти зборувам вакви работи, ти зборувам работи, се надевам да не те вознемирам." Или ме викате, "Добро, како можеш цел ден да слушаш проблеми на луѓе,
Затоа што имам вежби. Вежби од истиот е филозоф Хабард. Има вежби за комуникација, каде што учиш да соочуваш работи, без при тоа тие работи да тригеруваат нешта кај тебе. Тоа е голема способност. И ја, како тренер, како терапевт, како некој кој што работи со луѓе на тие теми, ги правам тие вежби и ги имам правено со саати тие вежби, како да сум сегашниот миг и тоа што вие ќе ми го кажете да не допре до мене на негативен начин, а при тоа да ве разберам, за да можам да ви слушам и луѓе што работат со мене знаат дека памтам добро работи, затоа што се обидувам да бидам фокусиран во моментот за да можам да ви помогнам со дадени проблеми кои што човекот доаѓа да ги изложи пред мене за да ги најдем решенијата, затоа што тоа е тоа што го правам. Се обидувам да ги најдем решенијата за вашиот живот и постоење, за вашите проблеми кои што ги имате. И бидете волни да соочите да ми се јавите, затоа што има луѓе кои речат гледај Жара година дена се мислам, сега година дена. Па не се мислам да ми се јавиш година дена, јави ми се одма, денеска, после лајвов. Јави ми се. Како и да е, 078-261-771. Тоа е мојот телефон. 078-261-771. Сега, идејата е да сме позитивната олуја, да креираме ние. Затоа што ако ти си енергетската олуја со која што ти креираш и создаваш и правиш работи кои што човекот кои што сакаш да ги направиш, тогаш ти стануваш олујата и на некој начин животот се повлекува од тебе. Тоест, зашто ти ги отвараш проблемите. Гледате луѓе, ќе ви кажам една работа. Во животот, ако сакате да имате добар живот, мора вие да го надитрите животот, како да кажам, да го предухитрите животот, за да можете да отворите проблеми пред животот да ти отвори тебе проблеми. Гледате, ако ти отвориш проблеми, пред животот тебе да ти отвори проблеми, она што се случува, си во многу добра состојба. Затоа што, гледај, ако ти се обидуваш да креираш проблеми, каде што ти ги ствараш проблемите, пред животот да ти ги направи проблемите тебе, ти си шампион. Но, ако не сакаш да креираш проблеми, со други зборови, ако ти ги создаваш проблемите и ги креираш проблемите и ги правиш убави проблеми во животот и постоењето. Зашто гледате луѓе, размислете, имаш ли некоја цел која што е креативна и конструктивна? Дали ќе имаш проблеми? Да. Ама луѓе, боли се тие проблеми, затоа што гледате, кога имате луѓе што не отвараат они проблеми, тогаш околината им отвара проблеми на нив. Просто. Некој дете седи под дома, се влечка под цел, ништо не прави. Него ќе му најат работа. Ајде ова направи, иди таму, земји се масе, ајде кај комшите. Кој ти дава проблеми. Имате друго дете кој што иде на тренинг, ваму иде даму, излевал таму, направил ова. Шо му викат? Остај го, нема работа. Не му дават на него проблеми? На кој му дават проблеми? Тој што има слободно време за проблеми. Што сакам да ви кажам? Немајте време. Вашето време мора да биде исполнето со отварање на проблеми. Кога ќе кажам отварање на проблеми, мислам на глупи проблеми да им правите на луѓето. Него да имате цел. И таа цел ќе има препреки на нејзиниот пат. Тоа се проблемите. И кога ќе искриеш тие препреки кон сопствената цел, имаш прекрасна игра во која што ти се прашуваш и која што е исправна игра. Затоа што тоа е играта на животот. Да се вратам на цитатот од филозофот Хабард, животот е игра и секоја игра се состои од цели, препреки и слободи. Ако ти имаш цел да постигнеш нешто, ќе имаш ли препреки? Да. Ќе имаш ли слободи како да ги надминеш препреките? Да. Но гледайте, одговорноста кон надминување на препреките тоа кое што ве заштитува. Нас што не заштитува? Одговорност. Што те прави ранлив? Не одговорност. А што подразбира одговорност? Да му го мислам доброто, не само за мене, него за мојата група, за мојата фамилија, за колективот, за градот, за државата, да му мислам доброто за сите нив и да имам некоја креативна и конструктивна цел на сите тие полиња, тогаш си мајстор во играта на животот. Но ако не ги ставаш тие цели и не ги отвараш тие препреки ти, тогаш ќе бидеш полн
со измислени ментални проблеми кои што умот ќе ти ги направи поради тоа што има премногу време. Ја имам еден цитат. Ако на умот не му даете занимација, он ќе ви најде секирација. Сега, мора на умот да му најдеш занимација преку отварање на твои проблеми кон твои цели. Ама, за да имаш твои цели, мора да си храбар, мора да не ти е многу гајле што другите луѓе ќе кажат, дека другите луѓе како публика ќе зборат за тебе, нека зборат за тебе. Луѓе, мене ми текнава кога почнав ова да го работам. Бев првенец на медицински факултет, имав 9-7 просек. Татко ми беше доктор. Ова кога почнав да го работам, сите ми се смеа. Бев црна овца у фамилијата добри 10 години, сега сум едно од најбелите овци. Така е. Сега, ама тоа е затоа што бев волен да одам по собствен пат и не ми беше многу важно што другите луѓе ќе кажат. Искрено да ви кажам, уопште. Тоа ми било добра карактеристика моја, затоа што ми било многу гајле да луѓето ќе кажат нешто, нема да кажат нешто. Јас знам дека јас сум го имал својот пат. Знаете, има еден многу бав цитат од Елеонор Рузвелт, вика: големите умови зборат за идеи, средните умови зборат за настани, малите умови зборат за луѓе. Ако имате луѓе кои што ве зборат вас, знај дека се мали умови. Зашто? Зашто не зборат за нивни цели. Ти кога имаш твои цели, ти немаш време да збориш за други луѓе. И зашто зборат луѓето текот на денот? Зашто направиле или што не направиле? Ако не направиле, тие ќе зборат за оправдание зашто не ги направиле тие работи. Со други зборови ќе му најдат мана на денот. Ово им сгрешило, оно им сгрешило, ова попрек. Зашто? Зашто не успеал. Човекот само кога не успева наоѓа изговори. Кога ќе успее, човекот не наоѓа изговори. Он сите препреки ги сака кога ќе успее. Видите колку интересно. Ти ги сакаш препреките кога ќе успееш. Ако не успееш, не ги сакаш препреките. И не само што не ги сакаш препреките, ти ќе измислиш дупло поише препреки кои што не ти биле препреки само за да се оправдаш во сопствениот неуспех. А човек што ќе успее, он ги сака препреките, затоа што е горд дека ги наднел. Препреките не му се проблем. Со други зборови, кога човекот ќе успее, он нема кочници позади себе. Ако не успее, се откаже. Он става кочница. Зашто не успел? Све друго му е крив. Околината му е крива, државата му е крива, фамилијата, све крвата, снаата, све, мажот, жената, сите, децата, еден куп, Сейф Сити, семафорите, све му е криво. Дождо. Истината е дека не успел да стигне од целта. Кога ќе успее да стигне од целта, ништо од тоа не е важно. Сакам да стигнете и да успеете да стигнете од целта, ама мора да сонувате. Сакам да ги вратам способноста да ги соочите вашите цели. И ве молам нека бидат големи. Поради тоа што ако имаш мали цели, 50-60% од тебе ќе се стопираш за да направиш игра за да стигнеш до малата цел. Кога ќе направиш голема цел, тогаш ги откочуваш кочниците собствени за да стигнеш кон целта, затоа што е голема цел. Ако ставиш мала цел, ајде да ви дадам пример. Тоа е како да треба да стигнете од Скопје до Куманово, ама имате 5 сата за да стигнете од Скопје до Куманово и ти имаш Ферари и сега ќе возиш 10 на саат. Точно тоа се случува со вашата способност кога ќе ставите мала цел. Не даваш газ на твојата способност затоа што сакаш да ти биде интересно. Затоа што пак ќе најдеш препреки. Кога ќе направиш голема цел, она што се случува, ти ослободуваш собствената енергија, ги тргаш кочниците за да мечнуваш, за да имаш соодветно ниво на енергија за целта. Затоа е важно да имате големи цели. Сега луѓе ќе речат: "Да, ама ако имам голема цел, ако се разочараш, твоја дел ќе се разочараш. Ако не ја постигнеш целта за месецов, па добро. Направи прераспределување за наредниот месец, ама не се откажувај. Зашто кога ќе се откажеш, дефинитивно не си успел. Ако не се откажеш, ќе успееш. Ама колку интересно, ако ставиш мала цел. Видите, ако ставиш мала цел, што и да е малата цел денеска? Не знам, да изчистиш собата, мала цел. Ти пак ќе се влечкаш, пак ќе наоѓаш негодување. Ама ако те решат изчистиш собата за 15 минути, имаш рок од 15 минути, од тебе излага едно ниво на нужност или ниво на неопходност која што ги оттрнува сите твои умствени и ментални кочници кои што ти си ги ставил за да имаш игра во животот. Зашто гледате колку луѓето имаат помали цели, они прават поголемо онеспособување на себе си, за да може да имаат игра, за да им биде интересно. Ама они заборавиле дека они подсвесно прават онеспособување на себе си затоа што ставиле мала цел. Кога ќе ставиш многу голема цел, ти правиш оспособување на себе си, со други зборови, ги тргаш собствените кочници,
кои што сам си ги ставил, за да можеш да ја постигнеш целта која што е поголема. Со други зборови, сега да ви кажам, исто ви е да ставате мали или големи цели. Зашто кога ќе ставиш мали цели, прво почнуваш да мислиш дека си мал играч. Второ, почнуваш да се онеспособуваш себе си на подсвесни начини, кои што ти не си ни свесен дека ги правиш, за да ти биде интересно, за да се уште има драма во играта, зашто мора да има драма, ама ако играта е мала, ти мора да се онеспособиш себе си за да ти биде интересно да играш. Ме разбирате? Тоа е како да кажеме да играте со некои деца кои што едва и лазат фудбал. И сега што правиш ти? Ќе си ги врзеш двете нози, ќе почнеш да рипаш за да можеш да даеш гол. Точно тоа се случува во животот. Ама, ако играш со некој кој што се поише од твое ниво, ќе трчаш, ќе тренираш, ќе се спремаш, затоа што ќе сакаш да дојдеш до самата таа цел. Ама луѓето не го сваќаат тоа дека кога имаат многу мали цели, они се онеспособуваат подсвесно, си наоѓаат стопови, замерки дека не можат. Изговори еден куп за да им биде интересно. А ако го трнеш се до тоа, односно, како ги тргаш сите тие работи, ставаш голема цел, ставаш огромна цел, за да можеш да ја ослободиш собствената креативна енергија. Значи, ако ставиш голема цел, излага многу енергија од тебе, за да можеш да ја постигнеш таа цел. Луѓе, вие сте шампиони. Сите ние сме шампиони. Само што мораме да веруваме во целта, мораме целта да ни е значена, мораме целта да ни биде голема, мора целта да ни биде светла, да ја сакаме да сме заљубени во целта и да веруваме дека ни е наша должност за да стигнеме до неа. Имајте убава понеделничка вечер, се гледаме повторно в среда. Тука сум сега Периодов, јавете ми се за консултации, продолжувам со работа, така да ве чекам за муабет. Чао!